Јас сум Цветковски Гораст, актер сум по професија, инаку страсен љубител на видеоигри, гейминг. Тоа ми е огромна пасија која што мислам дека некогаш дури е појака и од глумата. Актерството како актерство ми се роди непосредно пред да почнам да студирам. Не беше претходно тоа дека јас цел живот сум сакал да бидам актер и нели од мал јас сум едноставно бев за друго насочуван цело време, бев насочуван кон технологија, кон програмирање, кон електроника. Бев запишан на ФИНК, односно на ЕТФ тогаш, но тоа беше електрофакултет. Неделно имавме само по 2 часа програмирање и тоа беше единствениот контакт во прва година и сега викаат, нели, после тоа втора имало поише, па трето она, ама додека ја застигнам до втора, трета веќе изгубив комплетен интерес, сватив дека е многу бубање, онакво баш бубање и таму бев една година, имав просек 10 првата година и се отпишав. И собрав храброст да им кажав дома на моите, ме поддржаа максимално во таа моја одлука, иако не им беше сеедно дека цела година, нели, помина, мада цела година на 20 години ништо смешка, ама нели во тој момент тоа изгледа куз неколку страшно. Не е страшно човек да се пронајде една година на факултет или две. Јас една година, нели, условно кажано прокоцкав, отидов на глума, студирањето беше боза. Не заради тоа што е факултетот лесен, заради тоа дека беше мое. Јас тоа ќе го работев и без да го студирав. Така што ми беше многу гладко помина целиот тој процес на студирање на едукација. Ова околу мене е едно од моите чеда кои што јас сум горд и љубоморно си ги чувам како мајка. Ова е студиото на Джиджи. Секој понеделник од 9 часот на вечер во живо разговараме за игри, за технологија околу игри, за рецензии, косплей, стрипови. Така што од геймингот е пред глумата. Тука компјутерите се пред глумата. Глумата дојде накнадно. Ова ми беше мене вистинската пасија. Најважната работа, која што е многу тешка, која што ќе се судирате многу пати. Цел живот ќе се судирате со тоа. А тоа е дека нема да бидете во состојба да го работите тоа што го сакате. Гледајте, најдете работа која што ќе ве прави среќни, најдете хоби која што ќе ве прави среќни, најдете друштво што ќе ве прави среќни. Не се плашете од тоа да се пронајдете. Ќе имате обструкции од дома сигурно, ќе имате обструкции од пријатели, општеството претпоставувам дека ќе ве осудува за тоа што ќе пробувате да го направите. Продолжете да го правите. Бидете вредни, тоа е најбитната работа. Бидете вредни и другите работи едноставно ќе се поклопат со тек на време. Само бидете вредни и работете.